и она што следува во приложение е линковско вклучување. На линке имаме веќе нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска. Ивана, добро утро, ве водиме надвор од студиото, ама не сме на отворено, ако добро гледам. Ке станува збор за недела на франкофонскиот филм, така ли е? Да, токму така, Ирина, добро утро до тебе, добро утро и до сите наши гледачи. Ве поздравуваме ова утро од Францускиот институт во Скопје, каде што имаме да најавиме на вистина еден прекрасен настан или недела на франкофонскиот филм, кој што ќе се одржи од понеделник до наредниот понеделник, односно од 23 до 30 јуни. И на вистина сите љубители на франкофонијата, но и сите љубители на филмот, верувам дека ќе имаат вистинско уживање во кинотеката на Македонија, каде што и ќе се одржува недела на франкофонскиот филм. Ова утро особено чест и задоволство ми е да разговарам со директорот на Францускиот институт во Скопје, господинот Иго Бештел. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Морам да го поздравам и нашиот преведувач ова утро, господинот Бранко Чобанов. Господин Иго, кажете ми што представува, еве какво е значењето на франкофонијата во Македонија? Merci beaucoup déjà et bienvenue ici à l'Institut français. Ви благодарам многу и секако ви посакувам добре дојде во Францускиот институт во Скопје. Effectivement, on s'apprête à célébrer à nouveau la francophonie, qui est à la fois une institution, l'Organisation internationale de la francophonie, dont fait partie la Macédoine du Nord. Да, ние токму така се подготвуваме одново да ја прославиме франкофонијата. Франкофонијата која што пред се представува институција, односно заедно со меѓународната организација на франкофонијата, каде што и Северна Македонија е дел и земја членка. Mais c'est aussi et surtout un ensemble de pays, de régions sur les 5 continents dans le monde entier qui partagent des valeurs, qui partagent l'amour de la langue française, mais qui représentent une véritable diversité culturelle, linguistique. Но тоа е пред се една целина на земји, на региони кои што се наоѓаат на сите 5 континенти во светот, кои што заедно споделуваат вредности и кои што заедно споделуваат љубовта кон францускиот јазик и кои што самите по себе представуваат една јазична разновидност. Et pour finir, je dirais c'est un ensemble, un réseau de pays qui représentent une véritable chance, qui peuvent travailler ensemble et qui, à la fois pour ce pays, la Macédoine du Nord, pour sa jeunesse, pour ses travailleurs, peut offrir des occasions très intéressantes. Но тоа исто така е една целина на земји кои што им даваат можности на своите земји членки за нови шанси, нови можности. Тоа е шанса, на пример, за земја како што е Северна Македонија, за незината младина, да, на пример, работат надвор, да имаат нови можности, да се создаде една мрежа на пријателства. Океј, значи оваа недела која што ни следува од понеделник, ќе имаат можност луѓето да погледнат неколку филмови кои што се на репертоарот. Франкофонијата нели се слави со франкофонскиот филм и што представува оваа недела на франкофонски филм? Que représente la semaine de cinéma francophone que nous aurons l'occasion de voir et par le biais duquel la francophonie, c'est-à-dire par le biais du film francophone, sera célébrée aussi la francophonie. Alors effectivement, on va faire une très belle semaine de cinéma francophone qui a été déplacée au mois de juin. Elle devait avoir lieu au mois de mars en raison bien sûr de la tragédie de Kočani qui nous a tous beaucoup touchés et nous souhaitions bien entendu déplacer cette semaine par respect pour les victimes et pour ce pays. Да, токму така ние ќе имаме во нареднава недела една прекрасна недела на франкофонски филм, недела на франкофонски филм кој моравме да поместиме поради ужасната трагедија што се случи во Кочани и која што бевме должни тоа да го направиме, нели, од респект кон жртвите на таа огромна трагедија. Mais nous tenions vraiment à l'organiser avec tous les pays partenaires parce que quoi de mieux que le cinéma pour refléter la diversité culturelle et linguistique dont je parlais auparavant. Но ние секако државме заедно со нашите партнери да нели ја организираме таа недела на франкофонски филм и на тој начин да прославиме франкофонијата, затоа што дали има и воопшто подобар начин отколку филмот за да се прослави културната јазичната разновидност на франкофонијата за која што пред малку говорев. Et nous aurons une programmation très variée avec des films forts, drôles, surprenants des 9 pays participants que sont donc la Grèce, la Bulgarie, la Suisse,
la Roumanie, la Macédoine du Nord évidemment, l'Albanie, la Belgique, la France et le Canada. Да, токму така, ние ќе имаме една прекрасна филмска недела со многу филмски остварувања кои што за некои ќе бидат комични, за други ќе не изненадат, трети ќе не тровнат, се разбира со учество на 9 земји членки на франкофонијата, а тие 9 земји членки се пред се Грција, отварање на таа недела, понатаму исто така имаме земји како што се Бугарија, како што се Романија, како што се Канада, Албанија, Белгија и се разбира Северна Македонија и Франција. Францускиот институт во Скопје и во Македонија е најстарата странска институција која што постои. Од какво значење е постоењето на францускиот институт тука во Скопје и во Македонија? L'Institut français de Skopje est la plus vieille institution culturelle étrangère présente ici en Macédoine du Nord. Quelle est l'importance de l'action de l'Institut? Effectivement, nous avons célébré nos 50 ans l'année dernière et nous sommes très fiers d'avoir un demi-siècle maintenant de présence continue dans ce pays. Да, токму така ние минатата година ја прославивме 50 годишниот од постоење на францускиот институт и ние сме навистина горди што ете на тој начин го прославивме пола век постоење на францускиот институт тука. Notre but, c'est d'apporter le meilleur de la culture française qui continue elle-même à évoluer et c'est pour ça que notre programmation ces dernières années, ces derniers mois, s'est orientée également vers des formes innovantes, nouvelles, je pense aux arts numériques notamment. Ние, нашата цел е секогаш да го донесеме најдоброто од културната програма од Франција, културна програма во Франција која самата со тек на време еволуира и токму од тие причини ние во последните месеци и години се обидуваме да донесеме нови форми, дигитални форми, иновантни форми на француската култура тука. Notre but, c'est aussi et avant tout de créer des liens entre nos deux pays et je pense à un symbole désormais très fort et avec qui nous allons faire de beaux projets à l'avenir. C'est Roxane Stoyanov qui a été nommée danseuse étoile à l'Opéra de Paris, qui est de nationalité française et macédonienne, qui a commencé la danse ici à Skopje et qui est venu il y a quelques semaines et qui reviendra dans ce pays pour promouvoir la danse et les liens entre nos deux pays. Да, но ние сме пред се тука за да создадеме посилни врски помеѓу двете земји, а за тоа не можам да кажам некаков поубав пример или символ, колку што тоа би била господјата Роксан Стојанов. Роксан Стојанов кој инаку е наименувана како танчерка звезда, односно звезда на Париската опера. Таа беше тука пред неколку недели. Повторно ќе се врати, со незе ќе воспоставиме соработки на тој начин. Таа е родена тука во Македонија, но ја продолжи својата кариера во Франција, има страшно успешна кариера и на некој начин нема поубав символ отколку таа за соработката помеѓу двете земји. Mais bon, notre programmation ne s'arrête pas là, elle est très variée. Je vous invite à voir notre site et nos réseaux sociaux. Nous avons des événements dans beaucoup de domaines et avec beaucoup de partenaires. Но се разбира дека нашата програма не застанува тука. Ние имаме навистина убава и разновидна програма и ве поканам се разбира да го погледнете на нашиот вебсайт, нашите социјални мрежи и да погледате се она што го има како активност Францускиот институт, програма која е страшно разновидна и во различни области и домени. Мерси беку, мосие Иго, ви благодарам многу. Вам, почитувани гледачи, ќе ве поканиме од понеделникот 23 јуни до 30 јуни да уживате во богатата програма која што ја нуди неделата на франкофонскиот филм и ќе се одржи во кинотеката на Македонија. Влезот е бесплатен, така што како што спомене господинот Иго, можете да ја погледнете програмата на веб страницата на Францускиот институт во Скопје или пак на нивните социјални мрежи. Благодарам, Ивана, за твоето линковско вклучување. Прекрасни настани на вистина и недела на франкофонски филм, и шлагери, викенд на шлагери, и чалги. Сето ова го имавме во нашата утринска програма.